Под мотото туризам и вода да ја заштитиме нашата заедничка иднина, денеска се одбележува Светскиот ден на туризмот. Ова е првата вест во денешните урбани вести, а во продолжение ги гледаме насловите за денеска. Општините ќе обезбедуваат простор за изградба на детски градинки. Сдруженијето на жени Зора Бутел слави јубилеј 20 години. Општина Илинден се подготвува за изградба на првиот дом за стари лица. Скопските градоначалници на денешната седница на координативно тело одлучија да обезбедат простор како би се граделе повеќе детски градинки во нивните општини. А што се однесува пак до урбаната опрема, од сега единствено градот ќе може да дава одобренија за поставување на истата. Елизабета Дамјановска. Градоначалниците на скопските општини во иднина ќе обезбедат простор за изградба на повеќе детски градинки. Оваа одлука денеска беше донесена на координативно тело на градоначалниците. Како што истакна градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски, со оваа одлука се поддржува стратегијата на владата за изградба на детски градинки во секоја општина. Имено се прифати препораката од владата на Република Македонија да општините во своите детални урбанички планови предвидат што повеќе детски градинки во населените места, со оглед на тоа што има недостаток на простор во постојните детски градинки, така да понатака да можат детските градинки да се градат и со јавно-приватно партнерство и со тоа да се зголеми капацитетот на детските градинки кои што се во градот Скопје. По многу неуспешни обиди, градската и локалната власт да се справат со нелегално поставените временни објекти и урбана опрема. На денешната седница на координативно тело беше донесена одлука од сега единствено градот да издава одобрение за поставување на опрема, со што според изјавата на Трајановски ќе се реши хаосот кој што владее со поставувањето на урбаната опрема. Со оглед на тоа што имаме доста проблеми, со оглед на поделените надлежности, сите присутни градоначалници се сложија да се предложи закон со кој што целокупната надлежност ќе помине во надлежност на градот Скопје, имено и давањето на одобрение за поставување на урбана опрема и решението за вршење на дејност и инспекцијата за поставената урбана опрема дали е поставена соодветно на тоа да биде во надлежност на градот Скопје. Покрај соправните, град Скопје има проблем со наплатата на данок на имот и со физичките лица. Трајановски денеска информираше дека за прв пат градот со неплаќачите ќе се справува по пат на присилна наплата. Физичките лица кои што не плаќаат данок на имот треба да платат данок на имот, доколку не го платат. Во тој случај ќе има исто така присилна наплата на данок на имот и на физички лица за прв пат во градот Скопје. Со тоа што ги земавме трансакцијските сметки од поголемиот број на банки во кои што ги имаат лицата тие трансакцијски сметки, се работи за наплата, и ако има заостанат неплатен данок на имот повеќе години, ние ќе почнеме со по една година, секоја следна година со по една година на нас да ќе бараме да се плати данокот на имот. Сдруженијето Синергија Скопје во Македонската опера и балет го организира второто издание на Фестивалот за здравје и уметноста на живеењето, кој трае од денеска до 29 септември. Здравиот и правилен развој на луѓето е основната идеја на фестивалот и тоа од три аспекти – тело, ум и дух. Во рамките на фестивалот интегрирани се бројни предавања, семинари и работилници на овие теми со предавачи, тренери и инструктори од земјата, регионот и пошироко. Покрај работилниците и предавањата годинава како новитет на фестивалот се јавуваат три големи конференции, и тоа по една во секој сегмент – тело, ум и дух, кои се со посебни целодневни настани. Целта на овие конференции е вистински да се подигне свеста кај посетителите за правилниот начин на живот и да се овозможи релевантна едукација. Денеска во рамки на сегментот ум се одржа деловна конференција на која на учесниците им се овозможи напредна обука за постигнување успех во работењето. Меѓу останатите содржини кои ќе бидат понудени на фестивалот се повеќе кратки предавања на теми како фенг шуи, хомеопатија, астрологија, исцелување со сопствена енергија, нутриционизам и слично. Додека истовремено ќе се одржуваат и бројни работилници и презентации на различни рекреативни спортови и боречки вештини. За најмладите фестивалот нуди интересни содржини во детското картче, додека посетителите ќе може да уживаат и во повеќе активности и презентации во изложбениот простор во фоајето на Македонската опера и балет.
На символичен начин со засадување на дрвце пред општинската зграда на општина Бутел, Сдруженијето на жени Зора го одбележа својот 20 годишен јубилеј. На засадувањето се приклучи и градоначалникот на општина Бутел Петре Латиновски. Прилог на Андријана Димитриевска. Во општина Бутел денеска символично со засадување на дрвце членките на Сдруженијето на жени Зора од општина Бутел го одбележаа својот 20 годишен јубилеј од формирањето на ова здружение. Дрвцето беше засадено пред општинската зграда на Бутел веднаш до споменикот на Никола Јонко Вапцаров, а во засадувањето учествуваше и градоначалникот на општина Бутел Петре Латиновски. Председателката на Сдруженијето на жени Зора изјави дека по повод одбележувањето на јубилејот имаат организирано повеќе активности, како хепенинзи, помагање на стари лица, помагање на неподвижни лица, а утре ќе биде организирана и прослава во знак на одбележувањето на 20 годишниот јубилеј. И секој ден ни зора, еве и денеска ни зазори да посадиме едно дрво пред општината, прибидејќи најголема поддршка имаме од општината. Градоначалникот на општина Бутел Петре Латиновски изјави дека во историјата на постоењето на општина Бутел е и Сдруженијето на жени Зора, бидејќи во сите активности кои ги организира општината е вклучено и ова здружение. Латиновски додаде дека ова здружение и сите членки во него служат како пример за тоа како треба да се организираат настаните, а со добрата соработка што ја има општината со Сдруженијето Зора придонесува да се направи од оваа млада општина пристојно и убаво место за живење за сите граѓани. Јас мислам дека председателот на Сдруженијето Зора и сите членови представуваат пример како треба да се организираат граѓаните за да придонесуваат, па и крај крајва да им поминуваат побрзо и поубаво времето кое што го живеат секојдневно. Се надевам дека добрата соработка со Сдруженијето Зора ќе продолжи и во наредниот период, се со единствена цел, бидејќи така и сме се договориле, крајната цел и на мене како градоначалник, и на Сдруженијето Зора, и на останатите здруженија, јас би рекол, крајната цел ни е како од територијата на општина, новата општина Бутел, да направиме едно пристојно, привлечно и достојно место за живење на сите граѓани, без разлика на верска, етничка, национална и политичка припадност. Мислам дека во тој контекст Сдруженијето Зора представува еден пример, по кој треба и останатите здруженија кои постојат да тргнат по тој пат. На крајот градоначалникот Латиновски се заблагодари за добрата соработка со здруженијето и им посака да прославуваат уште многу јубилеи понатаму. Евана Македонија ја заврши реконструкцијата на дистрибутивната нисконапонска мрежа на клучните точки во скопските населби Топанско поле и Визбегово и среднонапонската мрежа во реонот на населбата Радишани. Во населбите Топанско поле и Визбегово целосно е реконструирана нисконапонската мрежа во должина од 19.000 метри. Сите дрвени столбови се заменети со нови бетонски, зголемен е капацитетот на дистрибутивните трафостаници. Целосно се сменети приклучните кабли до корисниците и поставени се нови мерни уреди во ново поставените мерни урмари. Со реализацијата на вториот дел од проектот за модернизирање на дистрибутивната мрежа во Визбегово и Топанско поле се подобруваат напонските прилики и се воведува ред и сигурност во снабдувањето за над 2000 корисници. Реконструкцијата на среднонапонската мрежа во населбата Радишани ќе донесе квалитетно и сигурно снабдување за 20.000 корисници од ова населено место и селата Љуботон, Љубанци, Раштак, Булачани и Црешево. Реконструиран е 10 киловатниот среднонапонски далновод во должина од 4200 метри. Реконструкцијата на дистрибутивната нисконапонска мрежа во Топанско поле, Радишани и Визбегово е дел од мастер планот на Евана Македонија за модернизирање на дистрибутивната мрежа во земјава. Општина Илинден објави оглас за продажба на парцела во локалитетот Ограѓа за изградба на дом за стари лица во населбата Илинден. Јавното надавање ќе се одржи на 8 ноември во 10:30 часот по електронски пат, а почетната цена на електронското јавно надавање изнесува 523 денари за метар квадратен. Целта е да се овозможи достоинствен живот и згрижување на старите и изнемоштени лица. Општина Илинден продолжува со реализацијата на зацртаните цели и капитални приоритетни проекти во стратешкиот план за локален економски развој на општина Илинден. За таа цел објавена е продажба на градежна парцела наменета за изградба на дом за стари лица во Илинден, со цел да се овозможи достоинствен живот и згрижување на старите и изнемоштени лица, а со тоа ќе им се олесни животот и на нив и на нивните семејства.
Домот за стари лица ќе се гради на пристапна локација со комплетна инфраструктура во централниот дел на општината. Површината на градежната парцела која се наоѓа во локалитетот Ограѓа изнесува 9982 метри квадратни, а површината на градба е 4486 метри квадратни. Почетната цена на електронското јавно надавање изнесува 523 денари за метар квадратен. Право на учество на јавното надавање имаат физички и правни лица кои што ќе достават пријава за учество во јавното надавање. Пријавата треба да се достави до 4 ноември на адресата на општина Илинден, а јавното надавање ќе се одржи на 8 ноември во 10:30 часот по електронски пат. Реализацијата на овој капитален проект Дом за стари лица е една од зацртаните цели и капитални приоритетни проекти во стратешкиот план за локален економски развој на општина Илинден. Покрај Домот за стари лица и стопанските објекти кои се изградени и треба да се градат во овој дел на општината, на локалитетот Ограѓа предвидена е изградба на здравствен дом, училиште и стрелиште. Исто така, општина Илинден со воведување на информацијскиот систем одобрение за градење ги издаде првите одобренија за градење по електронски пат. Издадени се 8 одобренија за изградба на станбени куќи и 1 одобрение за изградба на стопански објект. Со воведување на овој систем, граѓаните на општина Илинден по електронски пат може да ги поднесуваат документите за добивање на одобрение за градба. Електронското издавање на одобрение за градење овозможува запазување на утврдените рокови за добивање на одобрението за градба по сите негови фази, од поднесување и подпишување на потребната документација од страна на инвеститорот, електронска подготовка и донесување на актите во постапката, електронско известување и обезбедување на потребните податоци и документација, како и електронско издавање на одобрение за градење. Дополнителна предност на овој информацијски систем е што инвеститорите можат барањето да го поднесат од било која локација, која има интернет пристап, независно дали е во земјава или странство. Општина Илинден со цел на своите граѓани да им го олесни патот за доаѓање на потребните документи и во иднина, како и досега, ќе ги следи и применува сите новини од областа на информатичко-компјутерската технологија. Во соработка со Агенцијата за катастар на недвижности, општина Илинден беше прва општина во Република Македонија што ја воведе услугата ЕК-Шалтер. Со услугата граѓаните на шалтерите во општината може да добиваат имотен лист, лист за предбележување на градба, евидентен лист, пописен лист со незапишани права и лист за времени објекти. Кошаркарите на МЗТ Скопје на 5 октомври ќе ги дознаат противниците од првата фаза во Еврокупот. Спортските вести следуваат веднаш по рекламите.